Многумина велат дека е безвлакна на јазик, остар и директен. За себе ќе каже дека е човек кој не подлегнува на притисоци и токму поради тоа, како што вели, е причината поради која што повеќе не е виш јавен обвинител. Гостин во студиото на Република е господин Мустафа Хајруахи, сега веќе поранешен председател на Вишето Скопско јавно обвинителство. Господин Хајруахи, добро дојдовте во студиото. Добро ве најдов. Поздрав до читателите, до гледачите. Се надевам дека ќе имаме интересен разговор, сигурно со оглед дека имаме многу актуелности во обвинителството. Вчера собранието констатираше оставката на Љупчо Коцевски, главниот обвинител во државата, иако претходно беше најавена седница за негово разрешување. Зошто Љупчо Коцевски избега од седница на која што ќе се расправа? Разговорот ќе го почнам со една латинска поговорка која што вели да му ставаш самар на волот, сепак е вол. Значи, што и да направи со тој човек од него не бива. Карактерно, кога се формирал, кога требало да се формира како човек, како карактер, кај него тоа било проблематично. Од тие причини, токму од тие причини, чекаше до последен момент за да му се стегне обрачот до степен на собранието да одлучува по однос на неговото разрешување и час пред тоа свикал пресконференција се со цел да објави дека поднесува оставка. Кај нашиот народ исто така има една убава поговорка која што е визави на латинската што ја кажав, а тоа е дека од секое дрво свирче не бива. Се обидува на секаков начин од него да направат републички обвинител. Не може. Ги нема атрибутите на еден републички јавен обвинител. Тој може најмногу да биде само еден вработен во јавното обвинителство, а не и републички јавен обвинител. Го нема основното знаење за да води една институција. Прво и основно, има проблем со литературниот македонски јазик. Тој се уште зборуваше во секакви пригоди, било да се формални или неформални, со дијалект тетовски. Можам да забележам дека вие имате добар македонски јазик. Ама сакам, неќам, морам, ради тоа што живеам и творам во ова држава. Можеби јас користам дијалекти и сленгови во приватните разговори, но кога ќе настапувам како јавен обвинител, задолжен сум да зборувам чисто литературен македонски јазик. Вие сте биле сведоци, како новинари, како јавност. Неговите настапи, неговиот говор, па за жал се превртуваше во гроб Гане Тодоровски и Блаже Коневски. Имавте многу забелешки за Коцевски низ годиниве, се залевте на многу притисоци кои што ги вршеше не само врз вас, туку и врз останатите обвинители. Колку сега ќе се променат работите во обвинителството? Граѓаните воопшто нема доверба. Видете вака се. Што го фати обвинителството. Јас секогаш сум го зборувал истото и пак ќе го повторам, дали од позиција на виш јавен обвинител, дали од позиција еве сега на граѓанин, па утре и на адвокат, дека Коцевски беше само една вуду кукла во рацете на поранешните обвинители од СЈО. Тоа се мафијашите кои што ги нарекувавте во обвинителството. Да. Тие раководеа со него. Буквално тие го водеа него. Овој беше само кукла. Тоа го потврди и вчерашното негово срамно заминување од позицијата републички јавен обвинител. Да имаше доблест, ќе се соочеше со фактите во собрание пред пратениците. И ќе се спротивеше на секоја една одлука, било каква и да била од страна на собранието, а не на кукавички начин последниот час да си поднесе оставка. Мислите дека се надеваше дека подолго ќе остане во Па позиција? не мислам, туку сигурен сум дека овие од СЈО го лажеа него, дека ќе издействуваат со секакви начини, со прислушкуваните разговори кои ги имаат и со кои располагаат, дека ќе издействуваат да остане до крајот на мандатот. И вчера, значи ми е кажано, денеска сабајле, дека плачел како мало дете и цело време повторувал една иста реченица додека ги собирал работите за да си замине дома,
што направив, зошто ги послушав. Меѓутоа, вие ги нарекувате мафија обвинители. А тие остануваат во обвинителството. Колку суштински ќе се променат работите во обвинителството? Ако заминувањето на неписмениот обвинител Коцевски не значи дека во јавното обвинителство ќе почнат да цветат рози. Тоа е само фигура во рацете на обвинителите од поранешното СЈО. Ако наредниот обвинител што ќе дојде за да го води јавното обвинителство не се позанимава сериозно, најсериозно со бандата од СЈО, јавното обвинителство и целото правосудство ќе имат невидени проблеми. Тие метастазирале. Тие ги има сегде. Коцевски беше само марионета и крлежот во телото на јавното обвинителство. Главата е внатре. Ако не се исчисти главата, ќе имаме проблем со организмот. Која е целта на мафијата, обвинители и на секој можен начин тие да останат на местата кај што ги запоседна, да си продолжуваат пак со рекетот кој што го прават и денеска го прават, и утре ќе го прават, и задутре, пошто се уште ги имат тие разговори и се уште ги имат активни предметите. Зборите за разговорите од бомбиве на времето, дека ги злоупотребуваат? Секако, па како стигнаа до тие позиции на тој начин. А што е најлошо, уште со предметите што ги имаат формирано во времето на СЈО, а тоа се предметите што се водат под РО, со тие предмети уште рекетираат и уште, за жал, нашите граѓани патат од нивниот рекет. Ги злоупотребуваат и бомбите, и предметите, наводно отворените предмети и ред други работи. Најбитната работа на новиот државен обвинител е сериозно да се позанимава со нив, не само на наредниот републички обвинител, туку и на оваа власт. Оваа власт во својата предизборна кампања имаше цело поглавје кај што беше таргет работењето на СЈО, дека ќе се проверува секој денар потрошен од страна на СЈО. Што обидно со тоа ветување? Верувате дека ќе се отвори такво нешто? Па требаше да се отвори. До сега. До сега требаше да биде завршено. Јас токму ради тоа СЈО ги имам овие реперкусии во мојот живот. Токму од тоа СЈО, зошто на Коцевски реков дека не може таква одлука да потврдам како виш јавен обвинител, односно да ги оправдам јас парите што ги приграбиле за бонусите на СЈО. Да. Токму од тие причини се случи се тоа. За да ги заштити обвинителите од СЈО. И не се само обвинителите од СЈО. Тие се 10 души што се на повидок. Има многу други. Има многу што се во различни институции и кои што имат сериозни функции во државата. Во Советот на јавни обвинители таму е Душица, што беше до вчерашна претседателка на Советот на јавни обвинители. Нејзиниот сопруг бил вработен во тогашното СЈО. Светлана Жупановска исто така. Таа била вработена во СЈО. Тие се метастазирани низ цел систем во државата, низ целиот правосуден систем. Значи, има од нив кои што тогаш биле вработени како стручни соработници, денеска имаат сериозни функции во државата. И тие не се чепнати. Има ли начин да се подобрат работите во обвинителството со оглед дека викате дека метастазирано се каже? Сериозно, ако нема поддршка, наредниот обвинител, новиот обвинител кој што ќе биде, ако нема поддршка од власта за да еднашка за секогаш да се расчисти со оваа банда, јавното обвинителство и целото правосудство никогаш нема да стане на нозе. За жал. Имаме нов председател на Совет на јавни обвинители, се очекува нов државен јавен обвинител. Истиот тој председател, тој е продолжена рака на Коцевски и на луѓето што стојат позади него. Заедно се возеле од Скопје до Тетово и обратно како обвинители во републичкото јавно обвинителство. Тоа е тој сплет на тие луѓе што цело време се крлежот на јавното обвинителство.
Сметате дека новиот претседател на Советот има поддршката на Коцевски, односно е човек на Коцевски? Па не сметам, знам. Сигурен сум, 100%. Но не случајно сите овие работи се случуваа во јавното обвинителство. Директно, значи, инволвирани се сите тие што беа под раководство наводно на Коцевски. Коцевски, ќе повторувам, само беше вуду кукла во рацете на СЈО. А СЈО знаеме од кај црпи сила. Тоа е тој Свилен Сакате да Гајтан. кажете политичка сила? Па и политичка, и финансиска, и морална, и институционална, и секаква сила. Што е сменето во државата од доаѓањето на ВМРО на власт? Само министрите. 15 министри и толку. После година и половина го менуваме да не правиме муабет државниот за не знам началници во МВР, да не правиме муабет за директори во дирекции, а за во јавното обвинителство ништо не е сменето. Тоа е стожерот на државата. Ако имаме ние здраво јавно обвинителство, ќе имаме здрава држава. Ако имаме вакво обвинителство руинирано, ќе ни биде целата држава руинирана. Не случајно повторува. Уништен е главниот столб на државата, јавното обвинителство. Без јавно обвинителство немаме ниту странски инвестиции, немаме ниту прогрес во државата, немаме ниту, не знам, економски прогрес и било каков прогрес. Кој ќе дојде да инвестира во Македонија со ваков правосуден систем, со вакво јавно обвинителство, кој што секој на свој начин врши некаков рекет. Секој на свој начин. Досегашниот републички обвинител беше само една алатка во рацете на тие кои што, за жал, влечеа луѓе низ државата со нарачани обвиненија. И сакате да кажете дека сега од таа рака, таа алатка ја имаат се уште со изборот во Советот? Па еве гледаме што се случува. Гледаме кои се приликите во јавното обвинителство. Не зборувам за јавното обвинителство републичкото, туку во целина како јавно обвинителство. Знаете дека во организиран криминал владее хаос, владее безредие, дека таму е Брауново движење, дека таму секој прави тоа што сака. За во јавното обвинителство Скопје да не правиме муабет. Таму е хаос невиден. Тоа обвинителство, за жал, служи како Скопското, служи како огранок на една политичка партија. И ние сакаме да имаме прогрес, каков прогрес ќе имаме. Кој јас како граѓанин, вие како граѓанин на ова држава не чувствувате правна сигурност. Да не зборуваме за некој што сака да дојде да инвестира милионски суми кај нас. Која правна сигурност? Кога знаеме дека основните јавни обвинителства се претворени во ограноци на политички партии. Ќе имаме прогрес со јавната обвинителка од Штип, Татјана Кацарова, која што за да го заштити блискиот член од семејството, кој што се бави со девијантни работи, спремна е на све. Буквално на све е спремна. Имате историја и вие со Низе, ќе се навратиме и на Низе, меѓутоа уште едно прашање за Коцевски. Сметате ли дека треба да има кривична одговорност за неговото работење? Не сметам, туку сум сигурен. Може ли во ова со ова констелација не, од кого, кој ќе го гони него? Ислам Абази или Гаврил Бубевски? Кој ќе го гони него? Тие треба да потегнат. Сакате да кажете дека нема да има обвинение? Не очекувате да има обвинение? Напротив, ништо чудно да го ангажират како надворешен консултант. Напротив. Значи ова е лудо општество. Кој ќе го гони Коцевски? Зарем мислите дека Ислам Абази ќе го гони Коцевски? Зарем мислите дека Гаврил Бубевски ќе го гони Коцевски? Тоа е илузорно. Тие луѓе се лошото во јавното обвинителство. Токму од нив, јас немам ништо против јавните обвинители, против моите колеги до вчерашни. Прекрасни луѓе се, работат, вредни се, но, за жал, кај нас постои систем на хиерархија и субординација, што Коцевски не успеа тоа да го свати, дека јавното обвинителство не функционира како селска задруга и не е гранапче па се
појди, зајди, земи си тоа што ти треба. Коцевски- Ако јавен обвинител има конкретна кривична пријава против конкретен сторител на кривично дело, зборуваме за јавни личности. Еве, јас поднесов кривична пријава против Коцевски. Експресно беше отфрлен. Што можеме да очекуваме повеќе? Ниту биле повикани на сослушување странките кои што јас сум ги предложил, ниту па вишото јавно обвинителство се обидело на било каков начин да се вложи во предметот, односно во жалбата која што ја поднесов, а за која што одлучуваше Гостиварското висше јавно обвинителство. А истиот Коцевски доаѓа од Вишо Гостивар заедно со Исламабази. Коцевски доби шанса, односно искористи една несреќа. Кочани поради кое што не беше разрешен тогаш кога беше најавено, му се даде шанса. Дали имаше причина за вакво нешто, за вакво одлагање и дали сметате дека Коцевски ја спроведе добро истрагата? Видете вака сега, Коцевски, познавајќи го него лично, Коцевски е човек кој што гази врз мртвите само за да стигне до тоа што тој се води од премисата на Макијавели дека целта ги оправдува средствата. Тоа е крајно неморална личност. Личност со како да не можам да го дефинирам, немам збор што би го опишал него и неговиот морален интегритет. Човек без ништо. Човек без ништо. Човек без душа. И тој видовме вчера дека е спремен на све. Тој направи таков заплет со предметот во Кочани, водејќи се од другите кои што позади завесата ги крева рачките. Тој само спроведуваше, гарантира. Времето е пред нас и времето е најдобар сведок за се. Дека овој предмет ќе трае до недоглед. Дека овој предмет тешко дека ќе ја види светлината на денот. Од причини што не може еден ист кривично правен настан да се расплини во 3-4 дела. Едниот дел да се води од страна на 15 обвинители, собрани на не знам кој начин, кои што наводно ќе водат предмет со 36 обвинети и не знам колку правни лица и не знам 200-300 сведоци. Тоа е едниот дел од настанот. Друг предмет имаме во организиран криминал за полициските службеници. Трет предмет имаме во Кочан или во Штип, не знам кај се води за наводно давање или примање подкуп. Замислете се, тоа е една целина. Тоа е еден настан. И ти тој настан го расплинуваш. Кај што едниот што ти е осомничен, односно сега обвинет во предметот, карикирам, што се води што веќе е во фаза на судење, тој таму ти е обвинет. А може да се појави како сведок во другиот предмет што се води во Кочани. Тој полицаецот против кого се води постапка во организиран криминал, тој може во друг предмет да се појави и како сведок, и како оштетен, значи да има секакви својства, пошто таква е работата на јавниот обвинител. И сега што ќе правиме? Кои се последиците, кои се консеквенциите према предметот ако дојдеме до оваква ситуација? Или, карикирам, судот што го води предметот со 36 обвинети во Скопје. За дел од нив носи ослободителна пресуда. Што ќе правиме со тие полицајци што се во предметот за организиран криминал или пак за другите што се за подкупот во Штип? Значи сето ова намерно е смислено. За да дојдеме до оваква ситуација кај што ќе имаме правни празнини до небото и назад. И не е ова ненамерно правено. За жал Коцевски беше само спроводник на сето ова. Со многу апсење, со многу Многу помпа без ништо. А сметате дека помпата нема да
Јас сум сигурен, и тоа сум го кажал во неколку наврати и пак истото ќе го повторам, сето ова ќе му се одрази на премиерот Христијан Мицковски. Пошто ова не е предмет било каков, не е предмет кражба на тенеќе или не знам на гулаби. Ова е сериозен предмет, требаше сериозен пристап да се има према овој настан. Од наједноставна причина, ние сме луѓе, имаме емпатија. Јас сум родител, знам како е да растеш дете. И на крај, некој да се игра со таквите судбини. Зашто? За да еден ден остане повеќе во јавното обвинителство. Видовме со каков човек имаме работа. Вчера се увери јавноста дека имаме работа со човек без грам морални вредности. Мене лично ми се има заканувано со кривични пријави и со дисциплински постапки, ако јас не постапувам согласно тоа што тој го бара. Се жалевте дека ви врши притисоци постојано? Да, ама наидував и ве предупредува дека да, како треба да поставите подредени предмети. Ама ете, наидував на неразбирање од страна на јавноста и на власта. Бевте суспендиран, се поведе дисциплинска постапка и вие не го изчекавте исходот, решивте да поднесете оставка. Не, јас можев, видете биле, јас можев да останам во ова комоција, да останам до недоглед. Кој би се лишал од такви поволности да земеш 110.000 денари месечна плата со сите платени придонеси. И тоа ќе траеше уште, не знам, година-две. Пошто така е наведено во одлуката доека трае истрагата, односно доека трае предметот. Но не можам јас да си го дозволам тоа. Не можам да се седам дома и да примам плата од буџетот на државата. А знаеме, 110.000 денари не се малце пари. Со сите придонеси се негде околу 160-180.000 денари. На терет на државата. Тоа се пари на нашите граѓани, кои што ден за ден се крпат. Кои што со SMS пораки собираат пари за да лекуваат болно дете. Поеден од таквата премиса дека ова не бива вака, дека не сум јас човек кој што можам да седам дома и да трошам граѓански пари од државата. Тоа се наши пари, не сум јас од чиновите од СЈО. Па сега приграби се што можеш од државата и терај се, и другиот е крив. Значи си поднесов барење за прекина функцијата висш јавен обвинител, за да почнам да си работам и платата што ќе си ја заработувам, да си ја трошам со моите деца на алал начин. Не да живеам на грбот на државата. Што ви е планот? Па здравје Боже, ќе видим и после нова година сигурно ќе почнем со адвокатура. Адвокатура? Да. Значи, одите од другата страна. Да, од другата страна, така е. Притисоците за кои што тврдите дека ги трпите, ги трпи и обвинителот Јово Цветановски. Тој се најде во иста позиција како вас. Рековте веќе дека вас ви пресудија предметите од СЈО, односно бонусите на СЈО. Дали истото се случува и со Јово Цветановски? Видете вака се. Ако дозволува времето, малце поопширно ќе го образлагам целиот настан, како се одвиваше од почетокот до крај. Значи, од страна на Европскиот суд за човекови права, преку Министерството за правда, до нас, до Висшото јавно обвинителство, а и до сите јавни обвинителства, стигна известување дека од страна на јавното обвинителство се злоупотребува мерката притвор. Замислете, Европскиот суд за човекови права ти скренува внимание дека имаме злоупотреба. Ова што се прави не е во ред. Воден од тоа дека веќе имаме црвено светло од страна на Европскиот суд за човекови права, поднесов барање до сите основни јавни обвинителства кои што се под надлежност на Висшото јавно обвинителство, да ми достават извештај за тоа последниот квартал од годината, колку притвори се побарани од страна на јавниот обвинител, колку се уважени и причините за зашто се бара притвор. Да, и време траењето.
Значи се соочив со фрапантни податоци. Карикирам. Ако пред, не знам, 2 години во основното јавно обвинителство за цела календарска година имало 50 притвори, Сега ги има во еден квартал. сега ги има во еден квартал 150 притвори. 150. Да. Карикирам, сега бројките не, но Сака да кажете 3 пати зголемена бројка. Фрапантно зголемена бројка на притвори. Основот банален. Време траењето по мерка на тоа дали ќе се постигне целта. Водено од тоа дека ние сме јавно обвинителство, ние сме институција која што е браник на законитоста во постапувањето. Се одлучив да составам задолжително упатство по однос на мерката притвор. Тоа право ми го дава Законот за јавно обвинителство. Членот 56 од Законот за јавно обвинителство е јасен. Навели висшиот јавен обвинител може да носи задолжителни упатства за подрачјето на висшето јавно обвинителство. Јас носам значи седнав, срочив уговор задолжително упатство. Со цел да се намалат притворски. Да, се повикав на известувањето доставено од страна на Европскиот суд за човекови права, Законот за јавно обвинителство, Законот за кривична постапка, кај што точно е наведено основот зошто се бара притвор, колку максимум може да трае притворот. Значи законодавецот не оставил, не знам, на милост и немилост на Гаврил Бугевски или на Љупчо Коцевски. Туку точно предвидел што и како. Составив задолжително упатство. Истото го информирав со истото републичкиот јавен обвинител дека ради тие и тие причини донесов задолжително упатство и истото е дистрибуирано по основните обвинителства да се применува. Дали помина недела дена? Мислам дека ни недела дена не помина. Носи спротивно Упатство. задолжително упатство и бара од мене написмено, значи толку неписмено обраќање јас се уште неам видено. Ние сме обвинители, ако бараш нешто, треба да се повикаш на одредба од законот. А не мене ми текнало, баре дај ми тоа и тоа. Бара од мене јас да го повлечам моето задолжително упатство. И да почне со примена неговото задолжително упатство, кое што е спротивно на моето и спротивно на Законот за јавно обвинителство. Замислете, во член 4 од задолжителното упатство донесено од други, а подпишано од Коцевски, пошто сигурен сум 100% дека тој не го донел тоа. Дека тој само ставил параф, свој подпис на тоа. Членот 4 е, да не кажам, besmislen, да не кажам дека е толку спротивен од Законот за јавно обвинителство. Кај што Законот за јавно обвинителство знаеме дека основниот принцип на функционирање е хиерархиската поставеност. Тој со задолжителното упатство го руши ова. И вели дека јас како виш јавен обвинител не смеам да барам информација за конкретен предмет од основниот јавен обвинител. И дека основниот јавен обвинител може да го информира само републичкото јавно обвинителство, а не и вишиот јавен обвинител. За да се направи рез, буквално да се нема никаква контрола над работата на основните јавни обвинителства. Зошто? Па зошто? Затоа што имајќи надзор и контрола над работата на основните обвинителства, ќе се ограничува просторот за злоупотреби на мерката притвор. А вака имаш рез, прави си што сакаш. Вишиот не те контролира. Тука беше првата сопка. Да си го отвори патот за повеќе притворски и нарачани предмети. Да. И слушнав муабети од колегите дека бил видно вознемирен Коцевски ради моето задолжително упатство, дури ме викна, ми рече дека во иднина кога ќе донесе задолжително упатство треба да бидеме као да ме со негов амин. А па во законот не стои така.
Во законот не стои дека јас треба да барам амин од него за задолжително упатство. Но добро, окей. После тоа се случи предметот со бонусите. САЈО. Предметот како предмет стигна кај нас по жалба. И си го парафирав како и сите други предмети. Ништо повеќе, ништо помалку. Предметот при распределба бил даден на обвинителот Јован Цветановски. И самиот при парафирање на предметот, пошто не работава само да ставиш параф и пушти го предметот. Таквите предмети што се сензитивни и што се од интерес на јавноста, ги читам и ги проучувам. Видов дека во предметот фалат списи и дека половичен ни е доставен како предмет. Си ставив, освен реферирај и датумот кога е примен предметот. Од кога му бил доставен предметот на обвинител Цветановски, дојде и ме изреферира за предметот што и како. Истото го констатиравме дека предметот е половичен. Односно дека фалат списи во истиот. Цветановски пушти писмо до организиран криминал со барање да се достават, да се комплетира предметот со списите. Од кои причини не биле доставени, навистина не знам. Меѓутоа имавте насоки добиено од Коцевски како? Не, во тој период, додека ние се комунициравме со организиран криминал, најверојатно Ислам Авази го известил Коцевски дека предметот се наоѓа кај Јован Цветановски и треба да се пресретне, односно да не се укине решението. После тоа ме викна Коцевски, негде беше сигурно после 14 часот на Вибер, за да појдам до кај него. Такви се, кажи го, вишото јавно обвинителство е на 6 спрат, а републичкото е на 9 спрат, во истата зграда сме. Отидов, како си, шо си, нели, куртоазниот дел, и вика, предметот што ти стигна за бонусите од САЈО, треба да се потврди. Буквално со овие зборови. На што јас одговорив дека обвинителя, тој предмет уште не е целосен. Обвинител кој што постапува по предметот ми рече Јован Цветановски, викам да, беше информиран. Викам да. Поднел барање до организиран криминал за да се достават сите списи кон предметот, за да може да си го проучи предметот, ако да постапува. Да, ако сметате дека треба да се потврди, ќе се потврди, ако сметат дека треба да се укине, ќе се укине. На тоа ми рече дека ВМРО не е овластен подносител на жалба. И на тоа му реков, тоа ќе цени обвинителот, не можам јас тоа да му го кажам на обвинителот дали некој е овластен или не овластен. На што ми рече дека ако не се потврди одлуката за бонусите на САЈО, против тебе ќе има кривична пријава и дисциплинска постапка, а истото ќе го снајде и обвинител Цветановски. И да снајде и двајцата, меѓутоа го обвинител Цветановски до последен момент не попушти, непосредно пред дисциплинската или пред суспензијата, не се сеќавам, тој веќе донесе одлука. Да, укина предметот и го врати на повторно одлучување во организиран криминал. Од тогаш до сега сигурно помина година дена. Дали ние знаеме за судбината на тој предмет? Јас како новинар не знам, дали вие знаете да не упатите? Ниту јас знам. Ниту подносителот на кривичната пријава верувам дека не знае, тоа е ВМРО. Значи укинате предметот и замислете кој е парадоксот. Ислам Абази го превзема предметот, тој да одлучува по тој предмет, иако што не може. Тој е шеф на тоа обвинителство и тој не постапува по предмети. Колку што јас можам да постапувам по предмети, толку можеше и тој. Но тоа го направи за да се стави во заштита на обвинителите од САЈО. Да. Тоа беше, значи тоа е целата приказна околу дисциплинската и околу наводниот мобинг што сум го извршил према вработените. Од одлуката на Цветановски поминато доста време и тоа веќе тој предмет требаше да се најде тој предмет требаше да има исход. Тој предмет требаше да има исход или да се потврди, односно да се носи пак истото решение за отфрлање или пак да се постапува по истиот. Барем ако не повеќе да се сослушаа странките во постапката.
Вие имавте друга приказна со вашата суспензија, тргна со Штипското јавно обвинителство, каде што ви беше поднесена кривична пријава за злоупотреба на службена положба и овластување, малтретирање во вршење на служба во периодот од 2023 септември до октомври 2024 година. 5 жени се жалеа дека сте ги навредувале, сте ги фрлале и сте им се заканувале дека ги фрлите од прозор, од честикат, сте ги дигнете на клоци и сте се обидувале ги изманипулирате за да потпишат дека такво нешто не се случило, него некој ги натерал да потпишат. Видете вака сега ќе се повторам пак, неколку пати сум го кажал истото и пак ќе го повторам. Дека сето тоа се случи во времето кога јас излегов и ги објавив сликите кај што ќерката на Коцевски изнесла информација од кабинетот на Висшето јавно, од кабинетот на Републичкиот јавен обвинител, а се со цел да се дискредитира работата на Висшето јавно обвинителство. Се крена фама во јавност и затоа и принат ќе позборуваме за тоа. И тоа се потврди дека е така, пошто новинарот кој што се сретнал со ќерката на Коцевски после неколку дена објави текст со податоци од извршениот надзор. Првичниот став на Коцевски беше дека неговата ќерка не се знае со новинарката, за да после тоа испадне дека тие седнале на кафе. А сега пред некој ден слушнав кај Златев дека имале и телефонска комуникација со некоја друга личност, со ќерката на обвинителот и точно знаеле што треба да изнесува. Но тоа во постапка, во кривична постапка ќе се предложи како доказ. Сите ние новинари имаме некаков извор, нели, секако бараме, тоа ни е право на новинарите, меѓутоа дали можете да докажете дека беа изнесени списи од обвинителството? Да, имаме докази. Спорно изнесувањето, тоа што новинарката добива информации. Видете, јас не ја кривам новинарката. Јас сум бил новинар, сум работел новинар пред да ме изберат за јавен обвинител и знам дека новинарот мора да стигне до информација. Сите имаме извори, да. Така е, мора да имаш извори да се заштити изворот. И по цена на не знам ти што треба да не се каже изворот на информации. Но тука не е вината кај новинарот. Вината е кај тој што дава информации, такви деликатни информации на новинарот. А и тоа, замислете, републички јавен обвинител преку неговата ќерка, кога тој има таков карактер, неговата ќерка да ја изложува на таков ризик, а за да таа утре задутре има правни последици од тоа и кривично да одговара. Зашто? За да тој остане на чело на јавното обвинителство. Замислете за каква личност станува збор. За кој карактер станува збор. Значи се по секоја цена да ја спаси фотелјата. Да, само за да остане на тоа место. Тоа се случи денда кога јас излегов пред медиумите, не да се кријам, можев тоа да го направам на поинаков начин. Можев тоа да го пуштам како анонимно, како не знам ти што и ред други работи. Но не знам така и не функционирам така. Излегов, кажав, ова е ќерката на обвинителот, ова изнесла информација од кабинетот на Републичкото јавно обвинителство, пошто тој кабинет не е на Коцевски, не е лична својина, не се кучињата што ги одгледува во Тетово. Тоа е негова својина. Тоа е институција, кабинет на Републичкото јавно обвинителство. И поднесовте кривична? Поднесов кривична пријава. Кривичната пријава експресно беше решено со решење за отфрлање и истото се потврди од страна на Деса Пауновска од Висшето јавно обвинителство Гостивар. Тоа е тој сплет што го зборувам цело време. Сега да се навратиме на кривичната пријава. Кривичната пријава против вас, против мене, беше искористена со тоа што наводно оштетените уште во јули месец поднеле као поплака до Републичкиот јавен обвинител дека јас со моето однесување нив ги навредувам и барам од нив нешто што е неизводливо, а знаете што барам? Да се почитува работниот ред и да се работи работата согласно нивните задолженија. Тоа барав, ништо друго. Тие се жалеа на закан и да, се жалеа на тие, видете, тие се искористени. Тие се искористени од Фатиме Фетаи.
и од Лилја Стефанова. Тие се искористени, мене ми е жал за нив зашто тие се стана маша, буквално маша на Фатиме Фетаја и на Лилја Стефанова. Што кујната е тоа. Тие спрема, овие само се потпишувале. Дури и самата една оштетена, ова наводно оштетена од нив, ми кажа дека биле во куќата на Ружица Слезенковска и таму се потпишувале на писмениот. Ружица е една од петте вработени која што е дел од... Не е вработена во висшето јавно обвинителство, туку во основното јавно обвинителство. Е дел од оние кои што имаат исказ против вас. И замислете, биле кај незе дома и се потпишувале без да знаат што има во писмениот допис кој што бил испратен до Коцевски и до другите институции во државата. Добро, окей. И сега истиот тој писмен допис Коцевски го користи во ноември месец за да ми поднесе кривична пријава и со истата да бидам суспендиран од страна на обвинителката Татјана Кацарова. Тоа експресно се решава за ден-два, се отвара истрага, се прават, значи како да е, не знам, притворски предмет за убиство. При сослушување на наводно оштетените сведоци, самата Валентина Калениковска, таа беше ваша секретарка. Ми беше секретарка 4 години, 4 или 5 години, така нешто. Самата на записник рекла дека за наводните закани не се од мене, туку истите ги слушнала од Елвин Вели, кој што долго време ми беше заменик. Елвин Вели јавноста многу добро го знае кој е, каков е, дека тој обвинител кој што рече дека децата на функционерите, поготово мислејќи на судиите и на јавните обвинители, по дефолт треба да бидат суди и јавни обвинители. За него во друга пригода имам веќе спремено и кривична пријава против близок негов член на семејството кој што дава пари со лихва, така да судот и обвинителството нека расправа по однос на тоа. Очекувам да се стварат добри услови за да се поднесе кривичната пријава, за да не може да влијае против обвинителот кој што ќе постапува по истата. Истата да биде отворена веднаш. Да, имам и материјални докази, и вербални докази, и сведоци кои што присуствувале и се. Така да тоа отом потом ќе биде. Меѓутоа вели е тој што и пренел на вашата секретарка дека ќе ја фрлите од прозорот честиката. И врз основа на таква конструкција на реклами казала дека јас навод дека Елвин Вели и рекол на секретарката шефот ќе те фрли од шести спрат, јас ги трпев последиците. Самата и во граѓанска парница пред граѓанскиот суд изјави дека немам слушнато ништо такво од обвинител. Судското рочиште е почнато против. Да, туку тоа било кажано од неговиот заменик од Елвин Вели. И замислете во кој систем живееме, во кој систем растеме деца. Со реклами казала да конструира цел настан, да има обвинение. И денеска судот во Штип да одлучува по однос на тоа обвинение. Да немат храброст судиите да кажат дека ова е крајно неписмено обвинение, без ниту еден материјален доказ. Имате и обратна постапка, вие ги тужите Ги петте тужам, вработени. да, за клевета во граѓанскиот суд. Тој предмет каде е? Ваму веќе имаше рочиште. Кажав дека тој во граѓанскиот суд при сослушување на Валентина Калениковска. Таму го мислам. И таму го кажа истото што го кажала и пред јавниот обвинител во Штип, дека тие закани не биле од мене упатени, дека тие закани ги слушнала од Елвин Вели. Со која намера Елвин Вели тоа го кажал, јас на вистина не можам да знам. Дали имал намера за да се дојде до некаква последица према мене, не можам да знам. Но, познавајќи го сега од оваа перспектива, дека се служат со такви ниски работи фамилиарно, да можат да со лихва да работат, се е можно. Значи се е можно. Сега. Јавниот обвинител Татјана Кацарова постапката ја води крајно непрофесионално против мене.
без да се почитува буквално ниту една одредба од законот за кривична постапка. Си прави што сака. Поднесувам кривична пријава против истата. Да. Кривичната пријава наиде буквално на експресно одлучување од страна на отврдување, да. Во тој период истата таа јавна обвинителка држи човек повеќе од 70 дена во притвор. Тој беше предмет кој што предизвика фама во јавност. јавност. Судијата на претходна постапка носи решение, значи судија на претходна постапка не е било кој лице кое што е овластено да внимава по однос на правата и слободите на граѓанинот. Судија, врвот, носи одлука и вели да јавниот обвинител сторил таква и таква и таква повреда. Тоа решение се потврдува од страна на апелациониот суд во Штип. Приморан, висшиот јавен обвинител од Штип, Ристо Бојаджиски, од моите јавни настапи и укажувања за тоа дека тој обвинител со тоа ги прекршил сите норми. Да, тоа беше предмет за кој што пишувавме ние медиумите. Да, сите норми на постапување на еден јавен обвинител. Ристо Бојаджиски се одважува, поднесува дисциплинска поведува дисциплинска постапка против Татјана Кацарова. Јас, знаејќи ги луѓето во комисијата што се од дисциплинската кои ја водат дисциплинската постапка, го знаев исходот. Таму ги имаш тие луѓе кои што буквално немаат своје ја. Таму имаш членови од дисциплинската комисија кои што за ситни пари, сведок сум на тоа, дека за ситни пари за плаќање на режиски трошоци месечни, за телефон, за струја, за вода, правеле работи што се надвор од здравиот разум. Таму имаме член во таа дисциплинска комисија која што јас лично не велам другиот, третиот, петиот. Јас тој член сум го излекувал од алкохол. По доктори без да биде заведен. Да не пукне срамота. И сега кod Кацарска слободен. Кацарска експресно беше ослободена. Таму во таа комисија е Лиле Стефанова. Што сакате повеќе? И комисијата... Ама Лиле се појавува во сите. Па Лиле сегде ја имат. И во вашата... Сегде ја имат Лиле Стефанова. И замислете, ние сакаме правда и правичност од таквите луѓе. Слушајќи ве вака, оправдана е недовербата на граѓаните во правосудството, во државата. Значи, кога мене ми се случува ова, од позиција на виш јавен обвинител, втор човек во јавното обвинителство, што остана за обичниот граѓанин? Што остана за некој што нема допирни точки со правото и со функционирањето на правниот систем? Тоа е трагедијата во која што ние се наоѓаме како општество. И ова нема никогаш да се промени ако новиот републички обвинител сериозно не се нафати да ги реши овие проблеми. Верувате дека ќе се избере обвинител кој што... Навистина не знам. Навистина, еве, сега ќе видиме како ќе се одвиват работите, но знаејќи ги со какви инсталации располагаат овие од СЈО, верувам дека ќе успеат да инсталираат свој човек во републичкото јавно обвинителство. Познавајќи обвинителите, имаме ние обвинител кој што може да биде поставен на таа позиција и да го расчисти се она што се случува. Видете, имаме обвинители. Имаме храбри обвинители кои што можат да се соочат со било што. Но дали ќе им се даде шанса на нив? Дали тие ќе дојдат до таква позиција за да можат еднашка за секојаш да кажат не на сето ова што се случува во тоа јавно обвинителство? Ви постојано зборувате за таа мафијашка обвинителска организација која што носи скандалозни работи во обвинителството и така натаму. Кои се најскандалозните потези? Во Динево се случија многу интересни работи, Ковачевски го немаме, Бајрами го немаме, Груби го немаме. Дали случајно ги нема?
Видете вака се. Тоа е исто како што се приредуваат игрите на среќа со превес околу очите, идеш и влечеш ливче, талонче. И талончето е добитно. И во јавното обвинителство, раководено од овие луѓе, што и да повлечеш, ќе биде скандалозно. Значи, нема ниту мал сомнеш. На правдата и се очите со превес. Да. Дека ќе има нешто скандалозно. Како исто како во тие наградни игри што се организираат, игра на среќа. Ќе ти падне фен, ќе ти падне, не знам, пегла за коса, ќе ти падне како награда автомобил или и тука е исто. Зависно кој што како ќе се има за надомест. Дали ќе има, не знам, дали ќе биде филјан човек или еве конкретно за Ковачевски од Битола. Збориме за Васко Ковачевски. Васко Ковачевски, да. Неколку пати тој предмет. Јас лично со обвинител кој што постапувал по предметот, сме го укинувале со јасни напатствија дека треба да се постапува по тој предмет. 3 или 4 пати предметот беше укинат и вратен на повторно. И сега не ја знам судбината на тој предмет. Меѓутоа, Ковачевски не е во државата. Не е во државата. Бајраме? Ми исто така, и другиот, и третиот, и Време за петиот. лотарија, да. Како можеме од овие луѓе ние да очекуваме дека нештата ќе се придвижат на подобро? Нема шанс. Така да кажете, не можеме да одвоиме неколку скандалозни, пошто ги има... Целото нивно работење под наводници е скандалозно. Ние не зборуваме за некој што украл, не знам, тенеќе, па ајде сега тука законот ќе го примениме. И таму ќе одиме буквално по протокол, секако што треба. Тие патат. Овие другите може да се прават што сакат. Овие другите имаат одврзани раце. Тоа е нашата правда. Државно обвинителство низ годините поминаа многу имиња. Има ли еден државен јавен обвинител кој што може да го одвоите како човек кој што успеал да го постави ред? За жал не. Во ниеден до сега што помина За жал во не. историјава? Се обиде Марко Зврлевски, но знаеме што го снајде и него. Се обиде да го постави ред, беше трудолюбив, но за жал сведоци сме Никој на друг не тоа. го дозволи. Да, сведоци сме на тоа како Марко Зврлевски заврши. Од страна на истите луѓе кои што киснеа кај него во неговиот кабинет, а кои што после тоа отидоа во тогашното СЈО. Други обвинители после него дојде, мислам дека Јовевски беше продолжена рака на овие од СЈО до негото и назад. Да, пред него беа Штрговски. Да. Значи, Јовевски беше само фигурата. Јовевски ништо не правеше. А и не можеше, немаше енергија, тој беше возрастен човек пред. Мислам дека и 67-8 години имаше кога го избра така нешто. И Лјупчо Коцевски не беше ништо. За Коцевски веќе да не правиме муабе. И он беше. Така нешто да пред пензија, ама да не правиме муабе за неговото, не знам, за неговиот кредибилитет како републички обвинител. Ви благодарам на гостувањево, ви посакувам Благодарам и на вас. ви донесе успешна адвокатска кариера. Се надевам, И се надевам. гледаме во нареден разговор. Се надевам. Фала на вниманието.